си замина. Да, видов. Ладно ли ти е? Петро пред да замине ми рече многу да те поздравам. Рече дека кога ќе отидеме кај нашата тетка ќе дојде да не посети. Според мене тој е прекрасен човек. Толку голем пат поминува со голема возбуда само за да те посети. Нема да се омажам со Петро, Тина. Знам и чувствувам дека мојата тетка прави планови во врска со мене и Петро. Но такво нешто никогаш нема да се случи. Нема да се омажам со Петро. Со никога нема да се омажам. Како и да е. Ајде јас да ти помогнам да се подготвиш. Шула! Саид? Саид, ние сме. Джелел. Брате. Брате. Чекай да те видам. Ајде внатре, прегрнете се. Татја моја. Конечно пристигна голем волко. Многу не растажи нас. Долго време сум бил во безсознание. Добар си гледам. Да. Ногата ме боли, но ќе помине. Добро сум, фала му на Бога. Кога те остави беше мртов, бре.
О, извини. Извини. Полека, полека, брате. Многу се извинувам. Ајде, седни. Кога пристигна? Бевме пресрекни кога слушнавме дека доаѓаш. Завчера. Ајде, немојте да стоите. Седнете. Убаво е место. Подалеку од сите очи. Улиците вријат, да знаеш. Го претвориле градот во пекол. Да знаеш само што се случува. Едно по едно, сакам се да ми раскажеш од почеток. Ова треба убаво да го завиткам, нели? Да не се искрши по пат. Остави го тоа, Нина. Ќе понесеме само работи кои ни се многу потребни. Ама ова е поклон од татко ми. Не можам да го оставам овде. Ќе се вратиме, душа. Ке се вратиме, нели? Се разбира дека ќе се вратиме. Си одиме на некое време, додека да престанат немирите. Затоа не земајте непотребни работи. Единствено потребните понесите ги. Не натрупувајте без потреба. Еве ќе ги понесеме скапоцените работи само. Тие не смееме да ги оставиме овде. Ке влезат во куќава додека не сме овде? Се надевам нема. И што дека се повлече царот? Повторно иста ситуација. Дури и полоша. Секој ден измислуваат оправданија за да прават нереди. Секој ден. Благодарам. Не можеме да ги препознаеме своите луѓе Ние повеќе. сме им на нишан сеид. Ке тргнат и по нас. Со гордост долго ја носев оваа униформа. А сега тоа на некого му пречи. Ја напуштивме твојата куќа. Не сме повеќе таму. Се криеме каде ќе најдеме. Премногу е опасно за нас. Не смееме повеќе да останеме овде сеид. Ја извести ли Шула дека се врати? И напишав писмо. И на моите им напишав. Ама кога ќе пристигнат, навистина не знам. Може би ќе појдам кај напред да пристигнат. Господа, те молам помогни не. Заштити не. Те молам нека се вратат мирните, среќни денови. Тешко е да се замине вака од домот. Те молам прости што го оставаме татко и се заминуваме. Морам да ја видам Шула пред да појдам за Алушта. И во Кисловодска е опасно. Како и да е, морам да појдам. Заедно да појдеме тогаш. Утре рано наутро ќе тргнеме на пат. Утре не може. Го известив и Миша. Морам и со него да се видам. Моја даде ли адресава и нему? Да. Што има? Джелил, кажи ми што се случува. Се сомневаме во Миша. И повеќе од сомневање. Миша соработува со бунтовниците. Миша, Сериозен сум, Сеид. Кога почна нередите исчезна, го снема. Не работи зад грб. А и пред неколку месеци татја го видела со бунтовниците. Да. Тогаш нередите немаа земено голем замав. Го видов со сопствени очи како влегува во еден кројачки дуќан. На рамото имаше црвена трака, знак кој што го носат бунтовниците. Тргнав по него и влегов во дуќанот, ама немаше ништо внатре. Кога се сретнавме го прашав, ама ми излажа, ми рече дека тој не бил таму. Дека само што пристигнал во градот. Но јас него го видов, Сеид. не верувам дека Миша е предавник. Сигурно е на строго доверлива тајна задача од страна на царот. Не знам, навистина не знам. Живееме во толку лоши времиња што човек навистина не знае повеќе во кому да верува. Михаил Сорокин, главниот од вчерашните апсења. Каде и да го сретнете, ликвидирајте го. Информациите што ќе ги добиете се за луѓето блиски до царот. Ова е поручник Сеид Еминов. Тој е мртов.
Еминов умре на Карпатите. Поручник Джелил Кемилов. Каде и да ги видите, ликвидирајте ги. Сигурно се веќе без униформите. Се кријат. Но каде и да се сокријат, ќе ги најдеме сите еден по еден. Ве очекуваат гости во малиот салон, господине. Кој тоа? Тоа си ти на вистина? Зарем не е чудо? Чудо е. Не се плаши, не гледаш дух. Здрав и прав, пред тебе стојам. Сеид, пријателе. Како дар од Господ ни дојде поручник Еминов. Фала му на Бога. Да, и мене ми е мило што ве гледам. Многу сум среќен. Тоа што сте овде е вистинско чудо, Сеид. Навистина, така е. Кога пристигна веста дека си исчезнат, сите се потресовме. Петро не спиеше со денови заради тоа. Каде се не праша само за да добие било каква информација за тебе. За голема среќа што ти го пронајде, Джелил. Да. Бев сигурен дека не е мртов. Вие продолжете си со разговорот. Јас да им кажам да ја подготват вечерата. Повеќе вечерите не ни се весели срекни, затоа вечерва ќе бидеме сите заедно. Јас искрено ви се извинувам, ама не можеме да останеме на вечерата. Татја не чека во хотелот, а и утре рано треба да патуваме. Треба да се сретнеме со Миша во куќата покрај езерото. Покрај езерото ли? Да, ни испрати вест да се сретнеме таму. Нема доцна да ве задржиме. Имаме многу за зборување. Да, не ве оставам сега да си заминете. Тогаш се гледаме на вечерата. Во ред. Ве очекувам. Ако сакате да одиме во мојата работна соба, јас сакам да ја чујам целата приказна. Петро, дај престани да ме гледаш како дух. Јас сум покрај тебе. Заборавив дека ти си еден волк. Одете вие во собата, јас доаѓам. Кога го спомна, Миша видели како му пребледе лицето. Забележав. Лицето му стана како твоето.
Се сетив дека овие ги заборавив во колата. Има многу убави спомени во оваа куќа. Многу. Многу убави. Ајде да одиме. Ете така, ги направивме нарачките за вечерата. За мене не треба многу, доволно е месо и двопек. Кога пристигна во градов? Минатата недела. Минатата недела јас сега дознавам. За жал така излезе, пријателе. Утре веќе треба да патувам за Крим. Патуваме. И јас ќе патувам. А и татија ќе ја земеме со нас. Пред да заминам, ќе одам да се видам со Шула. Така е. Татко и почина, знаеш, така? Кој? На Шула. Не знам. Кога? Неколку дена од како дозна дека ти си загинат. Шула мисли дека јас сум загинал. Но јас испратив писмо неизе. Сега веќе е невозможно да се допишуваш со југот. Писмата или пристигаат после неколку месеци или воопшто не пристигаат. А јас си самиот ти кажав дека си загинал ти. Петро. Сакав од мене прво да слушне. Многу ми е жал, но вујко ми рече дека изгубиле целосно надежда дека си жив. Нема никогаш да си простам. Тогаш кога ќе се појавам пред неа, ќе биде големо изненадување. Ова е навистина чудо, пријателе. Да знаеш, Шула кога ќе те види, повторно ќе се врати меѓу живите. Катерина. Катерина. Овде сме, овде, еве доаѓаме. Тето, Надја, се загрешив многу. Слушајте ме сега, се е договорено. Возот ќе стигне овде за некои 5 дена и ние ќе патуваме со тој воз. Кога ќе пристигнеме, генералот лично ќе не пречека. Му благодарам на Господ. А кога ќе стигнеме таму, имам изненадување за тебе. Да, драга моја, Константин ќе биде со нас таму. Мила тето, Да се надеваме дека се ќе помине добро. Сега тоа е најважно. се ќе помине во најдобар ред. Шула, моли се за мене, моли се. Се ќе биде во ред, душа, се, мила. Ајде, брзо сите, клекнете долу. Клекнете, Ајде, брзо сукрите се. Што се случува? добро. Наскоро овој кошмар ќе заврши. Ќе бидеме на сигурно кај генералот. До каде стигна работава? Порано бунтовниците се крие, сега ние се криеме. Како ние да сме виновни, па седиме во полумрачни соби и под голем стрес. Само сме малку повеќе внимателни. Еден ден ќе го изгаснеме огнот што ја зафати нашата земја. Ама до тој ден, за да ги заштитиме нашите сакани, единствен избор ни е да се криеме. Многу ризикувате со тоа што ќе се видите со Миша. Никаде не одам додека не ги видам најдобрите пријатели. Сигурен ли си дека сакаш да се видиш со него? Има нешто што треба да знам, Петро. Не е заверување, но Вујко ми вели дека соработувал со бунтовниците. Не ми се верува. Ти знаеше за ова?
Не, јас сега слушам. Заради тоа што не сум сигурен, не сакав да го споделам тоа со вас. Немам сигурни докази за тоа. Не верувам дека Миша е предавник. Тој не би направил такво нешто. Тој ни е повеќе од обичен пријател. Се надевам дека ти ќе бидеш во право. Да нас здравиме за пријателствата, во спомена нашиот сакан пријател Владимир. За Владимир. За Владимир. Пробајте да ги избегнете претресувањата. Со никого не ги споделувајте вашите лични податоци. Никој да не дознае дека сте војници. Ти немој да се грижиш. Пренеси на Шула дека многу ми е жал. Не грижи се. И ти не сакаше вака да излезе. Во секој случај ти извини се од мене. Не сакајки, но ја повредив. Заради мене си мисли дека ти си мртов. Добро тогаш. Кога ќе дојдеш во Крим, самиот ќе се извиниш. На вистина ми е драго што пак ќе бидете заедно. Но ќе дојдам и со своји очи да ја видам вашата среќа. Секогаш си добре деден. Сега одговорноста ти е уште поголема, Сеид. Треба уште повеќе да се грижиш за Шула. Зар се сомневаш во мене? Од твоја страна не. Ама, Но ќе можеш да го убедиш татко ти? Држете го! Пуштете ме, предавници! Ставете го во колата! Немаме време за Предавници! Носете го! Предавници! Вие сте предавници! Пуштете ме! Предавници! Ајде сите на своите места! Предавници! Ајде. Готово ли е? Да, господине.
Тоа е. Джилил. Миша не ни подготвил за седа. Миша. Не грижете се, веќе сум подобар. Да дооздравам и ке тргнам на ке Петровград. Значи писмово е напишано дека бил во болница. Продолжи. Се надевам дека знаете какви нереди има во главниот град. Поточно ни јас не знам со што ќе се соочам. Ама ако биде се ворет, ќе се вратам во Алушта. Може би, овој пат за секогаш ќе останам таму. Но најпрво треба да завршам некои работи. Пред да тргнем на фронтот, ветив некои работи кои што треба да ги исполнам. Се надевам дека заради војната и овие нереди некои предрасуди ќе се сменат. Овие денови на живот се од преголемо значење. За ова ќе зборуваме кога ќе се вратам. И откако долго ќе ве прегрнам сите. Останете ми со здравје и со надеж дека што поскоро ќе се видиме. Со голем копнеш, вашиот син Сеид. Ти благодарам, Господе. Мајко, вели ке се вратам за секогаш. Рекол ќе ги исполни сите зборови кои ги ветил пред да замине. Рекол дека ќе се врати и ќе биде за секогаш. Мајко, да не сака да се жени можеби. Само нека е заарно. А зошто тато е толку вознемирен? После долго време му пристигна писмо од синот. Дозна дека е жив и здрав и избега да не му ги видиме солзите радосници. Кисловодск! Ајде. Ќе ги оставиме куферите па ќе појдеме кај Шула. Да не губиме веќе време воопшто. Веднаш да отидеме со некоја кола. Многу сум возбудена поради оваа средба. Многу те сакам, Татја. Ваков добар војник како тебе многу би не бил потребен, но како и останатите цареви војници и ти ќе умреш. Сега ме неки ми кажеш имињата на сите твои пријатели, разбра? Можам да ти го кажам името само на предавникот Петро.
знам кои си каде заминаа луѓето што ви избегаа. Петро, предавнику! Тој кој што еднаш кај предавник за секогаш ќе остане таков. Петро! Петро! Од самиот почеток знаев дека си предавник. Сега слушни ме добро. Чест ми е да ме нарекува предавник некој како тебе. Ти немаш никаков идеал. Немаш идеологија. Ти имаш единствено пари. Парите ти се поважни од сето останато. Наскоро ќе дознаат сите всушност кој си. Нели знаеш дека наскоро ќе умреш? Сеид? Задоснивме. Ја испразниле куќата. Ги ограбиле. Господе Боже. Не е безбедно да се шета по улиците. Ти биди овде. Јас да земам нешто за јадење и ќе се вратам. Јас сакам да дојдам со тебе. Добро, ајде тогаш. Сеид. Вие одете. Јас сум малку изморен. Ќе легнам. Добро. Ќе се вратам. Ќе те чекам. Ќе се вратам. Ќе те чекам. Ќе се вратам.